Добри дојде на подкастот Зборувај македонски. Јас сум Марија и ти помагам подобро да го зборуваш македонскиот јазик. Во оваа епизода сакам повеќе да зборувам за тоа која е целта на мојот програм и на мојот подкаст, а првично на мојот подкаст. Како што и самиот наслов вели, Зборувај македонски. Целта при креирање на овој подкаст ми беше да ти помогнам да го зборуваш македонскиот јазик. Пред некој ден објавив дека јас не сум Google Translate, ниту речник за превод на зборови. Оно што го имам забележано како извори кои помагаат за учење, односно превод на зборови на македонски јазик, се страници или профили кои ти кажуваат како некој збор се кажува, преведени од англиски на македонски, од македонски на англиски или на некои други јазици. Добро, тоа може да помогне на ниво ако си А1. Но веќе оној кој го слуша мојот подкаст, тој не се наоѓа на ниво А1, туку веќе разбира и може да каже кратки реченици на македонски јазик. Дали постојат зборови кои не ги знае на македонскиот јазик, секако дека постои, но тука сме за да го зборуваме македонскиот јазик. Јас не сакам да бидам оној класичен превод на зборови. Вака се кажува топка, вака се кажува рака, вака се кажува не знам, молив, морков, зелка, тетратка. Тоа можеш ти слободно да го најдеш на Google, а особено сега кога имаме вештачка интелигенција, тоа преводот на зборови е многу лесно достапен. Но мојата цел и мојата мисија е да ти помогнам слободно да го зборуваш македонскиот јазик без страв, без запирања, без трема и всушност секој кој сака да оди летово во Македонија, да може слободно да го зборува македонскиот јазик. Со било кого, без разлика дали се тоа роднини, пријатели, другари, познаници или некој трет. Исто така, многу еден од начините за кои јас сметам дека не е добар за учење на јазици е учење на зборови напамет. Кога се наоѓаме на еден А2 ниво на македонски јазик или на било кој друг јазик кој го учиме, секако дека треба да пишуваме зборови, треба да препишуваме реченици, да препишуваме текстови. Тоа е еден од начините на кој нашиот мозок подобро ги впива зборовите, но сосема е погрешно да земеш речник и да ги препишуваш сите зборови. Бидејќи тоа нема да ти даде вистинско знаење и вистинско поврзување на зборовите и на речениците во твојата глава, туку само ќе те збуни уште повеќе и мислам дека не е добар начин на учење на јазици. Ова го имам, да кажам, приметено како еден од начини за кои луѓето мислат дека е подобро да го совршуваат јазикот. Речниците ни помагаат да најдеме збор и побрзо да го преведеме, но тоа е еден збор во целата наша реченица, тогаш да, има смисла, но да земеме сега сите зборови на А, на Б, да ги припишуваме, мислам дека нема да дадат голем резултат, туку повеќе ќе ти дадат резултат ако земеш текст каде што разбираш 80% од текстот и први се обидеш тој текст да го прочиташ. Потоа кога ќе го прочиташ текстот, ќе се обидеш, всушност ќе ги најдеш зборовите кои не ти се јасни, не ти е јасен преводот. Тогаш ќе ги извлечеш тие зборови во својата тетрадка, во својот нотес и тогаш најди превод на тие зборови, односно што најди
објаснување за зборовите кои не ти се јасни, или за формите кои не ти се јасни, или за некогаш има цела реченица кога не ти јасна всушност што значи, ако е народна поговорка, тогаш што е вистинското значење на таа поговорка. И подоцна пробај да го препишеш тој текст. На тој начин мислам дека подобро ќе го совршиш македонскиот јазик, отколку да препишуваш зборови. Ова го имам тестирано кај повеќе јазици кои ги зборувам и тоа ми се има покажано како најдобар метод, најдобар начин за учење на јазици, за учење на реченици, и ти кога веќе ќе го прочиташ тој текст и ќе го напишеш, несвесно во главата веќе учиш по кој редослед кои зборови одат и како тие се пишуваат и како тие се изговараат. И уште она што сакам да ти кажам е да не се, кога веќе изговараш зборови, да не се оптоваруваш околу тоа кој збор како го имаш изговорено, околу акцентот, бидејќи тоа е она што природно ти доаѓа кога веќе ќе дојдеш до едно ниво C1, C2, со многу слушање на аудио верзии, со многу слушање на филмови, гледање на филмови, музика. Тебе природно ќе ти дојде акцентот при изговарање на зборовите. Луѓето со кои работам немаат време да седат со часови, со денови, да учат зборови на памет, и токму тоа се луѓето кои сакаат да го зборуваат македонскиот јазик уште утре. Бидејќи тие сакаат да го зборуваат македонскиот јазик за 1 месец, за 2 месеци, а не со денови и со часови да ги пишуваат зборовите. И затоа го имам формирано овој подкаст, затоа го имам формирано програмот Зборови македонски, бидејќи сакам на секој да му помогнам кој сака да го, навистина сака да го зборува македонскиот јазик. А тоа уште полесно може да го стори кога го зборува јазикот со изворен говорник, опуштено, без страв, без трема и со леснотија подоцна ќе научи самиот да ги изговара зборовите и самиот слободно да комуницира кога ќе се најде во Македонија или во друштво со своите македонски пријатели. За крај, сакам да те поздравам и да ти се заблагодарам уште еднаш што ги слушаш моите епизоди редовно. Во следниот период секако дека ќе продолжам да снимам нови епизоди. А ако сакаш повеќе да дознаеш за мојот програм Зборови македонски, можеш да ми пишеш на мејлот mariamalenovic92@gmail.com и тука ќе ти одговорам кои се следните чекори и како можеме да работиме заедно. Те поздравувам до следното слушање.